имаме доволно вода во задниот дел од кујната. Како и да е, сме во нашата кујна, некои со кафе, некои со чај, тоа се најчесто утринските напитоци кои што многумина од нас ги бираат за конзумација и во рамки на овој дел секогаш ја реализираме нашата рубрика Будење. Споменавме со Ивана утрово на самата најава дека веќе овој викенд, официјално од 1 февруари, поточно ден недела, стапува на сила законот за односно промени во сообраќајот и стапува на сила Safe City или безбеден град. Малку повеќе за тоа, но и генерално за сообраќајната, најчесто велиме не култура, но се надеваме дека полека тоа ќе премине, ќе го тргнеме тоа не и ќе стане една подобра култура. Да, она што меѓу другото треба веројатно да го практикуваме е повеќе првенствено почитување на оно кое што веќе си постои како правило, а меѓу другото и трпение и меѓусебно почитување, особено во сообраќајот или меѓу возачите кои што многу почесто оние кои што пак се учесници во сообраќајот или често циркулираат низ улиците во или надвор од градските средини може да забележат прилично нетрпеливост, поголема брзина, претекнување, така натаму онаму каде што не сме. Сведоци сме на голем број пропусти и она кое што меѓу другото не се почитува во сообраќајот, но токму затоа е една од целите на безбеден град. Дали тоа ќе ги среди работите и ќе ја доведе на некој одредено ниво нашата сообраќајна култура, ќе оставиме се разбира на времето, а малку повеќе за сето она кое што исто така влијае за тоа како и на кој начин треба да се однесуваме одговорно и да се чувствуваме безбедно во сообраќајот се и активностите и кампањите кои што ги реализира Републичкиот совет за безбедност на патиштата на сообраќајот. Дејан Андоновиќ го имаме оттаму, добро познат на нашите гледачи и човекот кој што за сите тие информации во утринска на Телма и во минатото сме известувале. Ово утро вака со слика, во следна прилика и со видео. Добро утро, Дејан. Добро утро. Добро утро. Убаво утро и добар почеток на денешниот ден, на средината од оваа недела. Веројатно за човек како тебе прилично динамично утро, но сепак малку простор во ово утринско будење, вака да се поврземе и да се информираме за овие работи кои што ги споменавме со сите. Секогаш во функција на информирањето и за Телма телевизија, особено која ни дава голема поддршка на сите овие кампањи кои ги правиме низ целата година како Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, бидејќи преку вас медиумите многу успеваме да допреме до граѓаните, до учесниците во сообраќајот, да ги примат оние пораки, да ги подсетиме што се доколку заборават, а се во сообраќај треба да се придонесе да се зголеми безбедноста во сообраќајот, бидејќи ние сме сите учесници во сообраќајот и за жал ќе кажам потенцијални жртви на неодговорни учесници во сообраќајот. Да, тоа е нешто кое што и ние скоро секој утро заедно со Автомотосојузот на Македонија го апелираме, односно со секојдневниот утрински извештај. Никако се подготвуваме да го пречекаме и официјално безбеден град или системот кој што подолго време се најавува. Месец јануари беше еден пробен период за тоа и споменавме дека многу учесници во сообраќајот знаат да искоментираат, а веројатно претпоставувам дека и ти си сведок за тоа, дека некако се почитува она кое се препорачува, помалку или повеќе и се забележува во сообраќајот, иако многумина добија и пораки за прекршување на сообраќајните правила. Првим да кажам дека стапува на сила, да, но тоа не е ништо ново. Зборувам од аспект на почитување на правилата, прописите, пропишањето сообраќајна сигнализација. Safe City стартува, тоа е уште една алатка, нова модерна технолошка алатка за контрола и за предупредување на учесниците во сообраќајот да ги почитуваат правилата, но ќе потсетам дека не е ништо ново од аспект на тоа дека ние веќе 2-3 години имаме законски пропишана брзина за движење во град 50 км на час. И сега во духот на она што ние како кампањи го правиме и како што настапуваме од Републички совет, се работи за тоа. Не е дали некој ќе ве види, дали ќе ве детектира камера на Safe City која е нова модерна технолошка алатка или ќе ве види полицаец или никој нема да ве види. Се работи за тоа вие да имате сообраќајната култура, да подигнете својата свест и да возите до 50 км на час доколку има услови за тоа. Доколку нема услови, ќе возите и помалку. Значи, не се работи само дали некој ќе ве санкционира или не. Safe City стапува на сила, изминатиот период, како што и самите рековте, а и според надлежните и статистиките, пробниот период покажа дека се смири сообраќајот, дека се намали
намалија бројот на сообраќајните прекршоци, значи доаѓа до едно смирување на сообраќајот на учесниците во сообраќајот, кој за жал изминатиот период бевме сведоци дека беше зголемен од аспект на тоа. Имаме поголем број на возила, имаме поголем број на возачи, имаме све поголемо и автоматски на тоа, а останува инфраструктурата прилично, нели, таа се менува, но не може да се менува со динамика со која се менува бројот на учесници во сообраќајот, па оттаму и дојде потребата од Safe City. Safe City, значи уште еднаш ќе кажам, покажува дека граѓаните се подисциплинирани и дека се смирува сообраќајот, се разбира. Секогаш има и недисциплинирани, но поголемиот дел од граѓаните, барем досега, покажа дека ги почитуваат овие правила и прописи. Но повторно ќе кажам, Safe City е само продолжување на она што веќе го имавме. Законот е ист, 50 км на час. Ние изминатиот период апелиравме и уште пред Скопје и пред Safe City воопшто дека е дозволено 50 км на час. Не се работи дали ќе ве детектира камерата. Се работи вие самите да знаете дека не треба да возите побрзо во населено место. Да, Дејан, но се покажа дека доколку ги детектира камерата, ќе бидат многу по-послушни, барем така нели покажа изминатиот период, пробен период за функционирањето на безбеден град. Реално, какви се твоите прогнози како еден искусен во овој свет сообраќаен во нашата земја, какви се твоите прогнози за можеби до крајот на годинава за функционирањето на безбеден град за граѓаните и дали на вистина ќе можеме полека да почнеме да споруваме дека и ние тука во Македонија имаме сообраќајна култура, а не култура? Прво, ја секогаш го кажувам она што го повторувам често, па и кај вас сум го повторил, културата во сообраќајот е резултат на култура на еден народ. Колку сте културни во другите овие домени во животот, толку сте културни во сообраќајот. Моje лично мислење е дека со оваа законска одредба, како уште една, да кажеме, алатка, ја наречам, мислам дека и очекувам и јас и моите колеги многу постручни од мене, дека ќе дојде до намалување и до смирување на сообраќајот, бидејќи навиките мора да се стекнуваат постепено. Сметам дека барем овој пробен период покажа дека можат нашите граѓани да возат и 50 км на час, но морам да потсетам дека 50 км на час е воведено уште пред 2-3 години согласно на европските директиви кои ги преземаме, значи Европската унија и сето она каде што се стремиме. И сакам да ги потсетам сите оние кои можеби не знаат дека во поголемиот дел од европските градови големи дозволената брзина е 50, а некаде и 30 км на час. Значи еден тренд каде што поголемите градови, нели во Европа има големи градови и таможните власти ги имаат воведено тие законски одредби, бидејќи од 30 до 50 км на час пропишана брзина во градските средини се покажува дека е најбезбедна и за избегнување на сообраќајни прекршоци, сообраќајни несреќи и евентуално фатални за човечки животи. Така е, Дејан, убаво што ја направи оваа паралела со некои европски градови или метрополи каде што ова функционира и до 30 км дозволена брзина на час, па како велиме кога ќе одиме на некој друго место, некако лесно се прилагодуваме кон почитување на правилата и прописите, но зошто ни е потешко дома тоа да го направиме? Што сметаш? Па јас повторно ќе повторам оно пред малку што го реков, една културата во сообраќајот е резултат на културата на еден народ. Ние знаеме дека да не навлегувам во другите домени кои ќе отидеме надвор какви сме кога сме дома, но тоа е некоја друга приказна за некои други професионалци кои се занимаваат со тоа. Јас сакам да ги потсетам и граѓаните, а и новинарите, нели ние као новинари, сакам да потсетам на онаа фамозна вест дека во Хелсинки, нели имавме во медиумите цела година во главниот град на Финска, немало ниту еден сообраќајен прекршок, дека финците биле културни, биле внимателни и така возеле, но никој не напиша во сообраќајните, во тие извештаи дека во Хелсинки дозволената брзина е 30 км на час. Па сега ја не знам дали они имаат Safe City, но јас знам дека навиката и културата сообраќајна им налагала да си возат 30 км на час во градот за да избегнат евентуални сообраќајни незгоди и евентуални фатални последици од истите.
Да, што значи кога имаме такви податоци, тоа автоматски значи дека има нешто кое и тоа како влијае, а коите малку истражуваме подлабоко ќе видиме како што спомене и ти дека 30 км/ч е дозволената брзина. Имаме уште некоја минута Дејан, ќе го искористиме ова утринско вклучување или во нашето утринско будење да споменеме за она кое и во минатото сме зборувале, голем број кампањи кои што даваат резултати и она кое последно во смисла на тоа дека навистина според актуелниот период во кој што се наоѓаме, така и се реализираат, односно се формираат кампањите, па често велиме дека треба да мислиме на безбедноста на сите, особено на немладите или на децата, и непосредно пред почетокот на второ полугодие тоа се однесуваше и во беше дел и од вашата кампања. Што друго или што е ново во РСБСП? Па прво да кажам дека во склад со оваа тема која започнавте и вие утринава и се занимаваме нели цел за изминатиот период медиумски, во наредните денови РСБСП ќе започне првина кампања на граничните премини каде што ќе се делат информативни материјали и флаери за луѓето кои влегуваат во Македонија, кои влегуваат во нашата држава, да бидат информирани за овие законски одредби, да не дојде некој странец да не му е јасно кој ќе влезе во градовите за Safe City, да добива казни или како веќе тоа ќе оди, или предупредување, ајде казни се и санкции, малку лош збор. И се разбира, ние во склад со календарот на активности низ целата година правиме кампањи, вие како медиум не покривате и информирате за нашата работа. Значи сега е зимска кампања, се уште апелираме нели до сите учесници во собранието да ги гледаат, да ги следат временските услови, бидејќи се уште зима, задолжителна зимска опрема, да не се трга на пат доколку нели не даваат условите за тоа, значи да се одложат патувањата доколку има снег или магла или некаде каде што одите, да се она што го повторуваме, алкохолот дека не треба да се конзумира доколку возите или доколку пиете алкохол, тогаш немојте да возите. Пропишаната брзина, сообраќајната сигнализација, мобилните телефони да не се користат, особено сакам да повторам, освен за возилата и за пешаците, кои ги подсетуваме на да бидат внимателни, да подигнат својата свест и сообраќајна култура кога преминуваат нели на пешачки премин, да немаат слушалки две на ушите, за да може да бидат концентрирани во сообраќајот и да ги користат мобилните телефони. И повторно ќе кажам, најважната работа во сообраќајот е да ги почитувате правилата, пропишаната сообраќајна сигнализација, но да бидете и одморни и концентрирани додека сте во сообраќајот, за да се избегне некој евентуална сообраќајна незгода. Така е, Дејан, ќе се приклучиме на тоа и ќе ја испратиме таа порака до нашите гледачи, до сите граѓани, до нели оние кои што и не следат, но и оние кои што се учесници во сообраќајот. И се разбира непосредно пред почетокот на следниот месец, иако тоа треба да го практикуваме генерално, но како и да е, особено сега е тоа важно. Ти благодариме за ова утринско будење заедно со утринска на Тилма или овие утрински минути кои што имавме можност вака да ги реализираме и да информираме. Ви благодарам и на вас што секогаш давате поддршка на нашите кампањи за да допреме полесно и побрзо до граѓаните и учесниците во сообраќајот. Така е. Имаме нашата соработка и во иднина. Поздрав и убав ден.